Колеги пратеници, почитувана македонска јавност, предлагам да се дополни дневниот ред со точката Предлог закон за дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка. Поднесен од пратеничката група на 11.2.2022 година. Сметам дека 5 дена за превод на 3 листа хартија беа доволни за да успееме овој материјал да го ставиме на парламент и да можеме денеска да дискутираме за една сериозна тема која што е од витално значење за околу 325.000 пензионери во државата. Имено, имајќи во предвид дека во изминатиот период има појава на пораст на цените на одредени производи и електричната енергија, кои што се од витално значење на оваа категорија на граѓани, има влијание на животниот стандард на истите, се наметнува потреба од размислување за зголемувањето на старосната пензија и на сите останати видови пензија од месец април 2020 година. Затоа, како пратеничка група, предлагаме да во 2022 година сите видови на пензии, согласно со овој закон, се усогласуваат на начин што вкупниот износ на исплата на пензии за април 2022 година би се зголемила за 20% и се дели со вкупниот број на корисници на пензија кои пензијата ја оствариле заклучно со април 2022 година. Имаше одредени размислувања и тоа може да се продискутира на комисиска расправа, доколку овој материјал го ставите како точка на дневен ред на пленарна и на комисиска расправа, да има можност за зголемувањето на пензиите, односно по 3.000 денари зголемување на секој пензионер, како би била помала разликата помеѓу зголемувањето од 20%. Значи, постојат многу опции кои што треба да се разгледаат, меѓутоа, очигледно е дека гледачкото мнозинство, штом овој 3 страни материјал го преведува една недела, очигледно нема намера брзо да излезе во пресвет на пензионерите по однос на оваа проблематика. Затоа, да бидам краток и концизен, предлагам дополнување со точка на дневен ред Предлог закон за пензиско и инвалидско осигурување по скратена поставка да оди еве како втора точка на дневниот ред на самата седница, како би можеле да излеземе во пресвет на пензионерите кои што го чекаат ова зголемување како насушна потреба. Благодарам.